регионални вести на КТВ Добро вечер. Од 7 до 11 јануари во Кавадарци е регистрирано надминување на прагот на максимално дозволената концентрација на суспендирани честички со големина од 10 микрометри за неколку пати. Општина Кавадарци и владата на Република Македонија преку Министерството за животна средина и просторно планирање ја информираат јавноста дека инструментите на 5 мерни точки во исто толку градови во Македонија, меѓу нив и Кавадарци, во текот на 5 последователни денови од 7 до 11 јануари годинава регистрирале надминување на прагот на максимално дозволената концентрација на суспендирани честички со големина од 10 микрометри за неколку пати. Овој праг, освен во Кавадарци, е надминат и на мерните точки во градовите Кичево, Тетово, Велес, мерна станица 2 и во Скопската општина Газибаба и населбата Лисиче. За надминување на алармантната состојба, градоначалникот на Кавадарци Александар Панов упатува јавен повик до компаниите и до граѓаните со своето однесување и вклучување на еколошката свест да помогнат во намалувањето на загаденоста. Апелира до автопревозниците, особено оние кои превезуваат руда за компанијата Фени Индустри, во деновите без ветер и со поголемо загадување, да ги користат за обиколните патни правци околу Кавадарци со цел да се намали загадувањето со микрочестички. Инаку ги посочува и препораките на владата и Министерството за животна средина, на кои граѓаните се должни да се придржуваат, а тоа се повеќе да се користи јавниот превоз, возила да не се користат без поголема потреба, повеќе лица да се возат со едно возило во исто време, да не се користи за затоплување на простории јаглен, прегорено отпадно масло, лакирани или обоени отпадоци од дрво и мебел, стиропор, пет амбалажа, парчиња гума и било каков синтетички материјал, правилно да се користат печките за дрва. Апелот на градоначалникот Александар Панов и препораките се пред се во интерес на самите граѓани, нивното и здравието на нивните најблиски, како и на граѓаните воопшто. Со придржувањето на препораките, сите ние ќе искажеме висока еколошка свест во насока на надминување на последиците од загадувањето, кое е штетно по нашето здравје, за лично добро и во интерес на сите нас. Стои на крајот во известувањето од кабинетот на градоначалникот на Кавадарци Александар Панов. Сточарите од Камен Дол и Мрзено Раоец се жалат дека овците од нивните стада кои ја преживеа болеста син јазик најчесто при јагнење се јаловат. Ботиквежијата во полнека и јагнењето на овците е една од најтешките активности на сточарите во овие зимски и студени денови, кога минималните температури подолго време се под нулата. Нивната деноноќна присутност во стадата е неопходна и помошта токму во првите часови од јагнењето на овците, кога на јагнињата им е потребна топлина. Од страна на стручните лица од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството редовно се посетуваат фермерите за да се контролираат состојбите. Лазе Стамаџиев, самостоен референт по сточарство во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството од Кавадарци, денеска ги посети сточарите од Камен Дол, Мрзено Раовец, Манастирец и Росуман. Според тврдењето на сточарите, Славе и Ангел Панови од Камен Дол, Диме Анев, Ивтим и Иван Чобогеви од Мрзено Раовец, кај оние овци кои ја преживеа болеста син јазик најчесто има јаловење при јагнењето. Слична состојба е регистрирана и во фармата на Гиче Екстра и кај фармери од Росман, вели Лазе Стамаџиев, кој тврди дека заради болеста син јазик најмалку 30% ќе се намали бројот на јагнињата. Потврда на ова информација побаравме и од државниот ветеринарен инспектор Спасе Донов. За него разбирливо е заради смртноста на овците од болеста син јазик, од која не беа поштедени фермерите од целата Тиквешија, годинава да имаме намален број на јагниња. Меѓутоа, дека болеста син јазик е причина за јаловење на овците, тој нема такви сознанија. Со цел да се надокнади бројот на овците во државата и се одржи сточниот фонд, Донов потсетува дека владата годинава ќе им исплати на сточарите по 4000 денари за секој оставено женско грло за подмладок, што секако представува голема помош за секој фармер. За 40% помалку пожари регистрирала Велешката противпожарна единица во текот на минатата година. Советите до граѓаните дале ефект, велат пожарникарите.
Помалку работа лани имала територијалната противпожарна единица во Велес. Бројот на пожари е драстично намален. Статистиката покажала дека појавата на пожари е намалена за дури 40%. Последните 10 години пожарите се смалени до 2014 година, значи за 50%. Посебно оваа година, ако рачунеме од 2012 до 2014, 37% се намалени, се до тоа допринесува во максималната активност, односно во вршење на едукација. Сакавме да се зближиме со граѓаните и тоа даде плод. Постојаната комуникација со граѓаните придонела за намалување на бројот на пожари, смета Лепидовски. Територијалната противпожарна единица ги советува како да спречат појава на оган во своите домови. Проблематични се зградите, каде што се зоната, каде што повеќе се јавуваат пожарите, тоа е од оджаците и од неисправна електрична струја, значи или од преголемо користење на електрични апарати во исто време. Значи сето тоа им се препорачува, значи 3 пати во годината да ги чистат оджаците, да се проверат електричната енергија, значи електричната струја, се извинам, значи треба да се проверат штековите, пошто имаме сите деца каде што кога се исклучува некој грено тело, се макнат каблите, се олабавуваат и шмелцувањето допринесува при отсутност на домаќините во зградите, во станевите, да дое до запалување на станот. Како најголем проблем во справувањето со пожарите, од територијалната единица ја посочуваат лошата конфигурација на градот. Поради тесните улици, возилата тешко пристигнуваат до пожарените објекти. Финансиски средства во висина од 4.959.000 динари општина Неготино планира да потроши за активностите во областа на социјалната заштита во 2015 година. Во тековната 2015 година, согласно програмата за активностите на општина Неготино во областа на социјалната заштита, предвидено е да се потрошат 4.959.000 динари. Со цел за подобрување на социјалната слика во општина Неготино, градоначалникот Апостолов со решение ќе врши доделување на средства за помош на деца без родители и родителска грижа, а за таа цел општина Неготино предвидува средства во висина од 80.000 динари. Врз основа на правилник и критериуми за доделување на средства од буџетот на општина Неготино, а врз основа на мислење од општинската администрација, градоначалникот со решение врши доделување на средства за лекување во висина од 600.000 динари. Со средства во висина од 200.000 динари општина Неготино ќе доделува помош за ублажување на штети од елементарни непогоди. Во делот за помош на талентирани студенти од социјално загрозени семејства, врз мислење на комисијата од општинската администрација, општина Неготино предвидено е да додели средства во висина од 120.000 динари. И понатаму продолжува функционирањето на проектот за игрални за деца во предшколска возраст во 7 рурални средини во општина Неготино и тоа: Криволак, Црвени брегови, Тремник, Тимјаник, Долни Дисан, Пепелиште и Војшанци. Со буџетот за 2015 година се планира функционирање на истите со опфат на околу 110 до 120 деца на возраст од 3,5 до 5,5 години, со дневно воспитни, образовни и игровни активности за време трајање од 3 до 4 часа. Со буџетот на општина Неготино се планира да бидат покриени платите на воспитувачите, асистентите на воспитувачите, како и образовните набавки за цела година, а за нив се предвидени вкупно 1.668.000 динари. Минатата година Советот на општина Неготино донесе одлука за утврдување на право на надоместок за згрижувачките семејства во висина од 5.000 динари месечно за секое згрижено дете, со цел да се поттикнат семејствата да згрижуваат деца без родители и родителска грижа. За оваа намена планирани се вкупно 360.000 динари од буџетот на општина Неготино. Општина Неготино планира да учествува и во програмата за корисна работа, поддржана од UNDP, Агенцијата за вработување на Република Македонија и Министерството за труд и социјална политика, за поддршка на 7 лица, корисници на социјална помош од руралните средини, за асистенти во игралните за деца од предшколска возраст во периодот од 6 месеци во втората половина од 2015 година. И оваа година продолжува реализацијата на проектот еднократна помош во висина од 7.000 динари за секое новородено дете. За оваа намена и оваа година општина Неготино предвидено е да одвои 840.000 динари. По повод големиот верски празник Богојавление Водици ќе се изврши голем богојавленски водосвет на реката Луда Мара во Кавадарци и во базенот на црквата Свети Димитрија.
Започнати се подготовките за големиот христијански празник Богојавление водици во храмот Свети Димитрија во Кавадарци. Во понеделник ќе се извршат два богојавленски водосвети, еден во базенот на црквата, а другиот во водите на реката Лудамара. Старешината на храмот Мартин Деневски денеска информираше дека во понеделник во црквата со почеток од 8 часот ќе се отслужи литургија, пошто ќе се освети водата во базенот. Тој апелира до сите верници да присуствуваат на литургијата и на овој водосвет и да наполнат осветена вода од црковниот базен. Потоа од 10 часот и 30 минути со литија верниците и свештениците ќе се упатат кон кејот на реката Лудамара, каде ќе се осветат водите на реката. Планирано е водосветот да започне од 11 часот. Од храмот Свети Димитрија нагласуваат дека за да нема злоупотреба на Светиот крст и годинава, крстот нема да се шета по домовите на кавадарчани, бидејќи во минатото повеќе групи на момчиња се представувале како срекници и за да соберат финансиски средства со крстот ги посетувале домовите на граѓаните. Први поплаки до синдикалците и Државниот инспекторат за труд за неисплатен регрес за минатата година. Наместо К15, работниците добивале намалени плати и откази. Полека стигнуваат и првите поплаки до синдикалците и Државниот инспекторат за труд за неисплатен регрес за годишен одмор. Наместо К15 за минатата година македонските работници добивале намалени плати па дури и откази. Апелот од надлежните институции дека приватните компании мора да исплатат по 8.500 денари за годишен одмор до крајот на минатата година или може да заработат 4.000 евра казна или кривично да одговараат доколку под присила ги тираат работниците да го вратат на доместокот, не ги исплашија сите работодавци. Од Сојузот на синдикатите информираат дека овие поплаки се пристигнати во првите 10 дена од годината, односно само 10 дена откако заврши врската за исплата на ланскиот К15 и ги повикуваат трудовите инспектори да ги засилат контролите врз приватниот сектор. Во дел од македонските компании работодавците воопшто не исплателе годишен регрес, а во некои компании работодавецот ги намалил платите на работниците за да исплати К15. Од синдикатот информираат дека сите жалби ги проследуваат до Државниот инспекторат за труд, а од ССМ ќе бидат преземени правни действија за остварување на ова работничко право кое е задолжително за сите работници во приватниот сектор. Од работата на терен трудовите инспектори констатирале дека поголем број работодавци имаат исплатено регрес за годишен одмор. Од Организацијата на работодавци велат дека дел од фирмите во текстилната индустрија не исплатиле регрес и ги поддржуваат институциите да постапат по пријавите. Официјални податоци се уште нема, но информации велат дека одредени компании од текстилниот сектор или намалувале плати за да исплатат К15 или воопшто не исплатиле, доколку инспекторот при надзорот констатира дека не е исплатен годишен регрес, донесува решение со кое му се наредува на работодавецот во рок од 8 дена да го исплати на доместокот утврден со општиот колективен договор. Ако според ова решение работодавецот не постапи, предвидува глоба во износ од 2000 до 3000 евра за правно лице и од 500 до 1000 евра за одговорното лице во правниот субјект. Ако работодавецот им бара на работниците да ги вратат исплатените средства под присила или закана, всушност прави кривично дело за што следи кривична пријава за работодавецот. Од основањето традиционално општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз од Кавадарци ја прославува Василица. На синокешната прослава меѓу членовите беше и подпредседателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Радмила Шекеринска. Таа во изјавата за медиумите рече дека Македонија од политичка тргнала во сеопфатна државна криза. Традицијата е тука за да се одржува. Општинската организација на СДСМ во Кавадарци од првата година на своето функционирање традиционално ја слави Василица и тоа е прилика и да се видиме и да си посакаме здравје, среќа и успех во новата година, меѓутоа исто така да позборуваме и за она што е актуелно и во Кавадарци и она што ги мачи граѓаните и во Македонија. Така што денешнава посета ја искористивме и за честитки, но и за работа. Македонија тргна од политичка во една сеопшта државна криза. Значи имаше еден период кога владата ја претвараше и покажуваше со прст кон опозицијата како нивен голем непријател. Меѓутоа, кон крајот на 2014 година за своји непријатели ги прогласи и студентите, и професорите, и хонорарците, и земјоделците, и сите оние кои што се осмелија
да кажат дека не размислуваат на ист начин како владата. Денеска во Македонија се гледа дека институциите се празни од секаква суштина и да влезете во парламентот, ќе видите пратеници кои што ако не спијат додека трае комисијата, тогаш чекаат да дојде 3 часот после полноќ за да донесат суштински закони без елементарна дискусија. Власт која не сака да разговара со својот народ не е демократска. Власт која не сака да ги слушне поинаквите мислења не е слободарска. Власт која што бега од својот народ, бега од мислењето на граѓаните, е власт која што нема да има светла иднина. Почнува новиот циклус на програмата Црвен крст во акција промоција на хуманите вредности. Годинава микропроекти ќе работат до јуни. Почнува новиот циклус на програмата Црвен крст во акција промоција на хуманите вредности. Обука годинава ќе добијат 1200 младинци. Заради подобро имплементирање, овој пат направени се неколку промени, меѓу кои значајна циклусот, односно промената на временската рамка која во 2015 започнува на 1 јануари, а ќе трае до јуни. Првата обука почнува утре на 16-ти, а намената е за дисеминаторите, информира секретар на Кавадаречкиот Црвен крст Рози Илова. Од неа дознаваме дека целта на овие обуки е да се зајакнат капацитетите на локалните дисеминатори за до крајот на јуни успешно да се работат и имплементираат микропроектите. Целиот процес на работа, дознаваме од Илова, заокружен ќе биде со 2 финални работилници во месец јуни. Принципите за учество и годинава остануваат исти. Право да се дел од проектот Црвен крст во акција промоција на хуманите вредности имаат младите на возраст од 13 до 17 години. Преку истиот изминатите години реализирани се вкупно 210 мали проекти и со истите им е помогнато на 4055 лица од различна категорија на ранливо население. Од Црвен крст информира дека програмата за 2015 година целосна подршка добила од Норвешката амбасада. Велес е градот на културата за 2015 година. Од апликациите на Неготино, Велес и Струмица едногласно е избрана Велешката. Велес е избран за град на културата за 2015 година, информираше денеска министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска. Со повеќе од 200 настани преку 67 манифестации годинава, Велес ќе ги отвори вратите не само за домашната, туку и за странската публика и за домашните и странските уметници. До Министерството за култура беа доставени 3 пријави за конкурсот и тоа од општина Неготино, Велес и Струмица. Стручната комисија по разгледувањето на сите апликации едногласно го избра Велес за град на културата за 2015 година, истакна министерката Канчевска-Милевска. Титулата Град на културата се доделува веќе 12-та година поред, а Велес по втор пат е избран за културен град. Културните манифестации започнуваат на 18 јануари с противодици во новата зграда на театарот, а ќе траат се до крајот на 2015 година и ќе се затвори со концерт, потенцираше градоначалникот Славчо Чадиев, кој додаде дека за разлика од 2005 оваа година градот има капацитети за да ги спроведе сите планирани манифестации во рамки на проектот. Министерката информираше и за останатите проекти кои ќе бидат завршени во 2015 година. Санација на споменикот на паднатите борци на НОБ од Велес и Велешко, ќе се завршат фасадите во старите градски јадра во градовите, од кои 5 се во Велес, како и помош во делот на театарот и останатите манифестации во рамки на проектот. Новиот персонал значително ќе ја подобри работата на театарот во Велес. Вработени се 1 актер, 2 режисери и 2 драматури. Велешкиот театар има нови 5 вработени. Ансамблот е збогатен со 2 режисери, 2 драматурзи и 1 актер. Според уметничкиот директор Васил Зафирчев, овој персонал значително ќе ја подобри работата на театарот. На наше големо задоволство, нашиот ансамбл се збогати со 2 режисери, наши долгогодишни соработници кои го познаваат ансамблот, кои се познати на нашата велешка публика со голем дел од нивните представи. Тоа се Софија Ристевски и Дејан Дамјановски. 2 драматурзи кои се исто така неопходни. Ние досега немавме тој тип на работно место во досегашното постоење на нашиот театар. Станува збор за Сашо Димовски и Катарина Момева.
Со новите вработувања во актерската група на Велешкиот театар се запише и Драгана Босниќ. Таа треба да го надомести недостигот од актерка во средната генерација. За краток период, дел од актерите заменуваат во пензија, па вработувањето ќе го пополни потребниот кадар во театарскиот ансамбл. Инаку, според Зафирчев, неопходни се и дополнителни вработувања во театарот. Новата зграда има потреба од персонал во администрацијата и техниката. Јас очекувам дека ние ќе добиеме поддршка од Министерството и во однос на другите барања за вработување, во однос на новата театарска зграда, која секако ќе бара многу поголем број на вработени, особено во делот на администрацијата и техничкиот персонал, особено пак во делот на одржувањето, значи на хигиената и одржувањето на целиот објект. Од Велешкиот театар очекуваат дека Министерството за култура и во иднина ќе продолжи да го поддржува театарот. Се надеваат дека ќе се одобрат неопходните вработувања, а со тоа ќе се збогати и театарската уметност во градот. Од вечерава започнува светското ракометно првенство. Спортскиот фокус насочен кон Катар. Изградени се 3 нови сали за потребите на шампионатот. Домакинот и Бразил го отвараат ракометното светско првенство. Катар за прв пат е домакин на ракометно светско првенство. Изгради 3 нови сали за потребите на шампионатот. Најголемата е среде пустина и е вистинска убавица. Практично богатите катарци направија цел град Лусаил, име кој го носи и салата во која ќе биде првиот одигран меч на шампионатот и првиот на нашата репрезентација. Капацитетот на арената е 15.300 гости. Останатите ќе се случуваат во Доха во 2 исто така ново изградени зданија. Едната е Али Бин Хамад со број на седишта 7700. Тоа е исто салата во која македонскиот тим ќе ги одигра преостанатите 4 надпревари. Третата арена е и со најмал капацитет, 5500 седишта и се вика Доха Хембал Спорт. Важно е да се напомене дека катарците за организацијата да биде што пограндиозна и незаборавна, првенствено на оние присутни 24 репрезентации и секој кој се решил да замине таму го надминаа првично предвидениот буџет од 200 милиони евра. Статистиката покажува дека предничат Шведска и Франција со најмногу освоени одличија 11, односно 8. Имаат идентичен број злата, двете селекции 4, колку бројат и романците, чија ракометна слава е во 60-тите и првата половина на 70-тите. Франција се уште се активни во светскиот ракометен врв, додека во последната деценија данската константност доаѓа до израз. Тоа е селекција која на последните 4 шампионати е во борба за медал и тоа во 2 финалиња, но без злато, затоа со 3 освоени одличија. Данска пак и Франција се земјите кои предничат и со учества на планетарните. Данците на 20, од севкупно одржани 23, французите на 19. 10 земји биле светски прваци, од кои 3 веќе ги нема: СССР, Југославија и Чехословачка. Последна селекција која се има искачено на највисоката ракометна светска скала е Шпанија пред 2 години на домашниот мундијал. Освен европска земја, ниту една друга се нема израдувано на медал, а во игра за него биле само 2 неевропски – Тунис и Египет. Времето утре ќе биде сончево со мала облачност и магла по котлините, ќе дува слаб ветер од јужен правец. Максималната температура ќе се движи до 6 степен. Со временската прогноза го завршуваме денешното издание на вестите. Имајте убава и пријатна вечер.